О боже, не знам како да започнам воопшто. За почеток, добре дојдовте после скоро 2 години пауза назад на мојот YouTube канал. Можеби не сум истиот оној хајпнат Марио од пред 8 години која да речеме прв пат се појавив на YouTube. Меѓутоа, барем се надевам дека тоа прогресирало на подобро. Зошто одлучив да се вратам на YouTube? Првенствено, многу често знаевте да ми напишете порака и да ме прашате, па дури кога ќе ме сретнете вака во живо, ни недостасуваш на YouTube, израснавме со тебе. Јас сум свесен дека во оној момент кога почнав прв пат да снимам односно на YouTube, многу од вас имале десетина години. Сега тие луѓе се полнолетни, студенти. Се наоѓаат на истото на место на кое што бев и јас тогаш кога почнав да снимам, не знам ни да зборувам. Освен тоа што на ваше барење го правам ова, и мене почна да ми недостасува платформа и местото каде што единствено вака слободно можам креативно да се изразувам. Апсолутно слободно. На себе од почеток мора да ви кажам дека имам нова камера, кој ме следи на Instagram, верувам дека тоа веќе го знае, затоа што направив еден unboxing на стори, еви овде ќе ви го ставам. Станува збор за оваа пресладка мала камера, која што не случајно ја одбрав, затоа што, освен тоа што планирам да се вратам и со вакви статични видеа, сакам многу почесто да влогувам, а за тоа да биде така, мора да поседувам некаква камера која е прилагодена за нешто такво. Ова е навистина мала камера, однос на мојава рака е толкава. Има еви супер апликација на која што јас моментално се гледам, има и некои вака опции да ме следи кога се движам. Преинтересна е, скапичка е, меѓутоа верувам дека тоа ќе ми се исплати. Ова е првото официјално видео кое што го снимам со оваа камера. Ја тестирав нормално неколку пати и така натаму. Меѓутоа прв пат седнувам вака пред камера после 2 години и се надам дека имате разбирање затоа што јас немам трема, мислам сам сум у една просторија и као уклучив камера, се снимам, зборувам, тоа не ми е страно, мислам, својствено ми е, сум го работил тоа 8 години. Меѓутоа ми е чудно затоа што, освен тоа што вие пораснавте, пораснав и јас, созреав, прераснав некои работи и тоа беше и клучната причина зошто се повлеков во изминатите 2 години. Не можам да кажам 2 години, затоа што минатата година имав еден обид да се вратам на YouTube, па така обиев некои 5 влогчиња, ако не се лажам, и сите скоро беа поврзани со моите настапи. Се снимав додека патував за време на настапот и така натаму, што забележав дека ви се допаѓа, така што ќе ја продолжам таа традиција, но меѓу другото имам намера да снимам дейли влогови, односно да се снимам секој ден, а тоа да го објавувам во вид на некаков викли влог, да се снимам цела една недела па да објавам видео од саат време. Многумина од вас ме праша што мислам за моменталната состојба на македонската YouTube сцена. Која македонска YouTube сцена? Имам чувство дека апсолутно никој веќе не снима. Знам дека сега да не навлагам у ситни цревца, што би кажал нашиот народ. Знам дека Стефан е многу актуелен и гледан во однос на неговиот подкаст. Знам дека и Стефонатор се уште нешто снима, меѓутоа од она што на мене ми излегува е секогаш некаков лайф, некакво геймање, што го практикува и Мандар. Така што тоа се можеби тројца луѓе за кои што јас знам дека моментално нешто прават у однос на македонската YouTube сцена. Постојат тука и многу подкасти, меѓутоа од едукативен, истражувачки карактер, новинарски многу повеќе, па ни не можам тие луѓе да ги ставам у ист кош на јутубери. Од сам старт мора да се оградам и да кажам дека ова е мој камбек видео во кое што ете седнав за да си направам муабет со вас, да ви кажам некои работи, да споделам, да ми го слушнете гласот, да ми го видите ликот, затоа што знам дека и голем дел од вас не ме следат на Инстаграм, па и заборавиле можеби дека постојам. Ево одлична прилика да ве потсетам да го заследите мојот Инстаграм профил, за и таму да се дружиме. Меѓутоа шала на страна, седнав за да споделам зошто се повлеков, зошто ме немаше, што се случуваше и какви се моите намери и планови за во иднина кога е YouTube прашање. Од мене, од старт мора се оградам, не очекувајте да снимам ваши паранормални искуства, реакција на ваши тајни, скечеви и све она што сум го снимал претходно. Затоа што
тоа е содржината поради која што јас се повлеков. Тогаш, кога снимав такви работи, имав 22 години, 23, 25, сега имам 29, верували или не. Во октомври ќе наполнам 30. Мислам дека таквата содржина, освен што не ми доликува, ни на мене самиот не ми е интересна, ниту за снимање, ниту за монтирање, ниту за гледање. Така што не можам да одам против себе и да снимам нешто што можеби на дел од вас би ви било интересно. Меѓутоа, ете, се надам дека ќе се појави некој нов Марио што тоа ќе го снима. До тогаш, она што јас намеравам да го работам на YouTube се влогови. Овој пат би бил многу поискрен, што не значи дека претходно не сум бил, меѓутоа претходно многу од работите не сум ги снимал, не сум ги изјавувал, сум внимавал каков е кадарот, кој има у влогов, дали има, сум цензурирал некои работи, не сум бил толку отворен у однос на мојот приватен живот. Овој пат немам проблем да го правам тоа, да ви ги снимам и луѓето околу себе и генерално и кога сум екстра расположен и кога не сум, што е некако и природно за секој жив човек од крв и месо. Освен влогови, би сакал да снимам и некои тематски видеа, вака седна дали дома, дали у кола, дали на некое трето место. А на вас оставам во коментар овде да ми напишете што вие би сакале да гледате. Со кого би сакале да снимам. Барам од вас навистина да ми помогнете со тоа што ќе ми напишете што од мене очекувате да се случува. Што сакате да ви снимам, што вие би гледале, каков е вашиот интерес сега. Така што од големо значење ми оваа видео да најде на сериозен фидбек од ваша страна, однос на коментари, лајкови, да го оживееме малку и самиот канал, затоа што канал на кој што година дена малтене нема ниту едно видео, ако не и повеќе. Може и да е некаква статистичка грешка сега, не знам како функционира алгоритмот моментално, така што сериозно многу ќе ми значи ако оставите лајк, ако се уште не сте претплатени да се претплатите, да ми напишете во коментар една добродошлица, да ми напишете што би сакале да гледате, што би сакале да ви снимам и така натаму. Сериозно многу тоа би ми значило. И сега ајде малце да се навратиме на тоа што се случуваше во изминатите 2 години во мојот живот, додека ме немаше на YouTube. Сепак ќе кажам, кој ме следал на Инстаграм изминативе година-две, сигурно и бил во тек со оно што јас сум одлучил да го споделам. Меѓутоа, многу од работите и не сум ги споделил. Се уште работам во Фондација за култура и спорт при општина Куманово. Таму сум скоро 7 години. 3 од нив ја вршам и должноста на директор. Еден период активно бев посветен на здравиот начин на живот, ретана, исхрана, све тоа. Па почнав да забушавам, па направив едно 3 месеци пауза, да речеме, ако не и повеќе. Па пред месец и пол повторно се вратив во теретана. Се трудам да јадам здраво, не јадам фастфуд, не пијам газирани сокови, не јадам благо. Знам некогаш да чепнам од нешто по нешто, еве околу празници, едно друго, али навистина внимавам. Се уште се водам соработувам со Пакиграм и се уште се водам по неговата програма која претходно ми ја праќал, затоа што сметам дека тој човек многу разбира и некако апсолутно му верувам. Така што ето, некој процес на трансформација сум, тоа е некој новитет. Многу ме мачи фактот што годинава полнам 30 години. Тоа звучи пресериозно. Стварно пресериозно звучи. Не знам како би требало да се чувствувам по тој повод. Јас така не се чувствувам, искрено, како човек на 30 години. И сметам дека мојава генерација е оштетена. Неубавите години ги поминав за време на COVID. 3 години ми падна у вода. Јас се уште некако сум како на 26-27. Од тие 3 години не се случуваше апсолутно ништо. Ја не доживеав никаков личен прогрес. Немам никакво сериозно искуство од тогаш. Да ги паметам по нешто, освен по оние полициски часови затворени по дома, уби Боже. Така што јас сметам дека таа генерација наша е оштетена затоа што годинава полни 30 години, а 3 од нив ни пропадна у вода. Така што јас сум Марио, имам 27 години. Со 27 сум окей, можам некако. Меѓутоа, од друга страна, може ќе утешам многу луѓе со овој факт, ама кога бев мал мислев дека луѓе на 30 години се сериозни луѓе кои што знаат што прават во животов, на кои што се име онака под конец. Ако вие имате се 18 и размислувате така, погледнете мене. Не е така. Може од странава како човек ме гледа. Делува све како што треба идеално. Меѓутоа, у мој 4 зида што се случува и у моја глава што се случува, тоа ви е некој нов круг од пеколот на Данте Алигери. Не знам како да ви кажам. Сега, ова да не звучи прехаотично. Меѓутоа, од време на време стварно работиве не се одвиваат толку идеално колку што вие мислите. Вака од страна гледано, окей, супер дечко, завршил факултет на време, има супер работа, не знам, директор е, популарен, пее на YouTube се снима, све тоа е окей и све тоа
така би требало да изгледа, меѓутоа не е така суштински, затоа што никој од вас не знае дали јас реално сум среќен, дали сум задоволен со работа, дали мене тоа ми исполнува, дали ги остварувам моите соништа, цели, дали примам и давам доволно љубов, дали сум благодарен. Таквите работи никош не сум ги споделувал и верувам дека токму затоа што не ги знаете, може би сметате дека кај мене е све идеално, а е далеку од тоа. Така што ете, тој факт може би ќе ве утеши и сите вас кои сте ми генерација, нешто помлади или постари од мене. За тоа ќе зборам нешто повеќе, мислам сигурно оваа тема ќе се провлекува и низ моите влогови и така натаму и кога ги доживам сите тие мои нервни сломови. Сега видеово да не биде вака штуро, само ја нешто зборувам. Имав потреба да ве инволвирам и вас, па на Инстаграм објавив Ask Me a Question box во кој што побарав да ми поставите некои прашања. Искрено ниту едно прашање немам видено, така што за прв пат сега ќе ги отворам, ќе одберам неколку интересни на кои што ќе одговорам. Едно од прашањата вели дали ќе го има делот со паранормални искуства и вашите тајни. Ако не се лажам, на почетокот од видеото вака уз муабет одговорив на оваа прашање. Не. Во што најмногу го пронаоѓаш мирот и како се справуваш со стресовите? На оваа тема можам да зборувам надолго и широко. Прашање и дали го пронаоѓам мирот, меѓутоа сметам дека тоа ми се случува само исклучиво дома. Во оној момент кога ќе се приберам и во оној момент кога ќе седнам сам со себе муабет да направам. У последно време нешто што почнав да практикувам е пишување. Да си ги напишам мисливе на лист хартија. Не у ноутс на телефон, не у порака, на лист хартија. Затоа што кога пишуваш со пенкало, малку поспоро пишуваш од што куцкараш, барем у мојот случај е тоа така, и многу си посвесен за она што го пишуваш, на тој начин се преиспитуваш, ги коригираш мисливе. Меѓутоа битно е да пишуваш без многу да мозгаш у однос на дали е тоа исправно, точно, граматички вака или така, само пишувај. Само ти доаѓа, ти пишувај и на тој начин некако се преиспитувам себе си и така ги надминувам сите предизвици со кои се соочувам, како и сите вие претпоставам во текот на денот, неделата, месецот, годината, животот генерално. А дека сум мирен сам со себе 100% не сум, затоа што постојат многу работи кои ме вознемируваат, па не можам да кажам на дневна база, меѓутоа многу често. За некои од тие работи размислов малку подлабоко, некои клучни одлуки донесов кон крајот на минатата година, меѓутоа тие одлуки ќе се догледаат светлосен ден во најблиска иднина, I hope so. Во 2025 очекувам сериозни животни промени да ми се случат. Колку татоважи имаш и дали можеш да ја покажеш татоважата за твојата баба? Имам вкупно, па не знам, дали се 8, дали се 9. Не знам колку се гледа. Го истатовирав датумот кога нејзиното срце престана да чука. Да, за сите вас кои можеби не сте во тек, почина мојата баба Ратка, која имавте прилика да ја гледате во неколку наврати овде на YouTube. Помина еве година и пол од тогаш, никогаш не престана да боли, никогаш не престана да се чувствува таа празнина, таа непријатна тишина. Меѓутоа се научив некако со тоа да живеам, затоа што не сум малечок и свесен сум за тоа како функционира животот и све е тоа окей, кога оди поред, бла бла бла. Меѓутоа тешко е кога некој само вака веќе не е дел од твојот физички живот. Да не мрачам сега, ама сваќате што сакам да кажам и тука ете некаде и би завршил. Тоа ми е и последната татоважа. Ако можеш да патуваш низ времето, во кој период би отишол и зошто? Сега ќе одговорам политички коректно. Не е дека би се вратил у минатото, меѓутоа сериозно и искрено мислам дека секој еден период од животот, дали убав, дали помалку убав, ни се случувал со причина за да прераснеме у она што сме денес. Па дури во ситуација да не сме задоволни со она што сме денес, тоа ни се случувало за наше најголемо добро, а позитивната работа во сето ова што никогаш не е доцна за нови одлуки и за промена. Толку многу работи можам да сменам. Луѓето се менуваат и тоа е добро, тоа е здраво. Можеби не секогаш во наша се одвиваат работиве, меѓутоа промената е здрава. Постојат убави времиња, периоди кои што онака ми будат убави чувства, например 2013 година, нешто натака ме влече, како период во кој што онака искрено, детски, наивно помалку, меѓутоа сум бил искрено среќен и безгрижен. Сега веќе сум оптеретен со многу работа. Самото однесување морам да си го прилагодам во однос на тоа кај се наоѓам, со кого разговарам, што е едноставно професионална деформација и тоа малку ме мачи затоа што ја на крајот денот сум уметничка душа и кај мене или работите се одвиваат искрено
спонтано или никако. И кога ќе се најдам у ситуација да морам да се однесувам соодветно, мене тоа сериозно ме мачи. Меѓутоа, дека би се вратил се у 2013, не би се вратил, затоа што тоа убаво време од тогаш со причина поминало. Дали ќе снимаш видео 24 часа во кола? Мислам дека не, затоа што таквите видеа беа актуелни пред 5 години, 6-7, не знам. При тоа ни немам слободни 24 часа за да си го приуштам тоа задоволство. Што е тоа што ти е мотивација? Пуста желба за успех, не знам како тоа да го објаснам, пуста желба за подобра верзија од себе. Единствено тоа ме мотивира. Дали би патувал некаде во скоро време, очекуваме влог. Влоговите од некои патувања ми се најдраги некако. Меѓутоа, дека имам испланирано некое конкретно патување, немам. Тоа што го имав го одложив. Очајно ми треба море, палми и овде сега додуше почна убавото време, имаме сонце еве недел и кусу. Екстремно многу ми прија тоа сонце, меѓутоа ми фали малку и да сум надвор од држава. Има ли нова песна во најава? Веќе не најавувам апсолутно ништо, зашто не можам да бидам конкретен во однос на датум. Планирам нова музика, авторска музика, меѓутоа кога ќе дое време за тоа да се најави, ќе ви го најавам без многу овде да ве лажам. Дали уште одиш во теретана? Да, и тоа го одговори во текот на оној монолог што го имав на почетокот од видеото. Дали имаш уште контакт со Джипи? Имам уште контакт со Марко. Се слушаме од време на време, се гледаме од време на време. Јас сум во Куманово, тоа е во Скопје, па таквите средби се малте неретки, меѓутоа во контакт сме. Жив е, здрав е, добар е, задоволен е, среќен е со себе од она што јас го знам и детектирам кај него моментално. Со каков вид, односно жанр на музика би ја представувал Македонија на Евровизија? Тоа дефинитивно би било, како се тоа да го формулирам, брза песна, модерен звук, кечи рефрен, моќна кореографија, доколку имаме кеш како делегација и одлична сценографија. Само вие пратете ме на Евровизија, нема да зажалите, верувајте ми на збор. Што мислиш, дали сцената на YouTube е сменета? Па и нова прашање некако одговорив, која црна сцена? Никој веќе не снима, не знам што се случува. А зошто престана да снимаш на YouTube? Одговорив. Дали ќе се вратиш на YouTube? Еве сум. Едно интересно прашање. Ако можеш да создадеш еден непишан закон за другарство, што би било? Ја како некој што генерално многу, ако не и најмногу ги негува пријателствата, сигурно некаков закон во однос на лојалност, што повеќе би делувал како некоја клетва. Лојалност у смисла на луѓе денес изгубија доверба едни од други, не си веруваат ни сами на себе, а камоли на некој пријател, што мене реално многу ми пречи. Затоа и не запознам нови луѓе, онака алергичен сум да треба сега да седнам со некоја нова екипа на луѓе, јас сега да се представам, да се објаснувам, thank you next. Али лојалноста е нешто најдрагоцено у еден однос. Лојалност. И тоа би го наметнал во вид на еден закон, онака буквално прст од рака да ти отпадне ако прекршиш нешто такво. Јас искрено да се надевам дека имавте живци да останете до крајот, ако ова е крај уствари, а нов почеток. Много ми интересно ова што камерава иде по мене. Све ви кажав, ништо не ви кажав. Каша попара, нафрлав и Q&A, кај сум и што сум бил и што сум правил, ништо не сум правил. Знаеш како? Од утре задутре, кога ќе станам, ќе ја фатам камерава, ќе ви се снимам секој ден, по цел ден, ваму, таму, теретана, на работа, по улица, у кола, на кафе. Све ќе ви снимам и ако јас како лик сум ви интересен, сигурен сум дека и тие влогови ќе ви бидат интересни, секој што ми со некои луѓе, па и тие луѓе може ќе ви бидат интересни ако сакаат да се снимаат. Така што генерално не најавувам ништо спектакуларно, најавувам само една убава дружба, кога ќе се приберете од школа, од работа, од факултет, да имате што си пуштите на YouTube, додека јадете, пиете кафе, да нешто ве анимира, у тој конкретен случај ја ќе се потрудам тоа да биде така. Жешко ми стана од телевизоров што го гледам, пуштив овој огин, катастрофа се препати. Време да се одјавам, устапење ми фатија исто, сад време зборам нешто, не знам ова како ќе го преврлам, како ќе го намонтирам, богу и за ново. Пишете ми како ви се допаѓа звукот, како ви се допаѓа сликата, како ви се допаѓа камеричкава. Превозбуден сум што ја имам и се надевам дека ќе ме служи долго, а јас искрено се надевам, уште поискрено се надевам дека ние ќе се дружиме долго. Многу ми недостасувавте, еве да бидам искрен, мотивен и романтичен на крај. Вака, секој од вас кој го изгледал видеото до овој момент, у коментар нека остави зелено срце. Не знам зашто зелено, ама зелено. Ова микрофонов горе така ми се движи у зелено. А сите вие што ќе оставите зелено срце у коментар, ја у следно видео ќе ве поздравам. И никој нема да знае зашто сум ве поздравил до ние кои си исклучиле на почетокот видео. Така. Ја овој момент ве гушкам, ве љубам сега. Може би не ве љубам, али ве гушкам. И ете се гледаме многу наскоро со многу нови влогчиња и видеа.